Добро утро, почитувани гледачи. Четврта година поред задоволство ми е да ве поканам да уживате во оваа воскитувачка белина, во овие прекрасни погледи, панорами од Маврово, по-конкретно патеката Мирна долина, која што е домакин на традиционалниот Мавровски меморијал, најстарата зимска манифестација кај нас со најголема традиција крос-кантри трка на 10 километри за мажи и 5 километри за жени. Веќе ја гледаме стартната листа во машка конкуренција во која ќе настапи најдобриот македонски надпреварувач Ставре Јада, а покрај него и уште четворица други помлади надпреварувачи кои се борат да влезат рамноправно во светот на овој многу тежок спорт кој многу бара. Низ целата година, нели, жртва не само додека е сезоната и додека траат трките. Гледате прекрасни услови во Маврово, сонце, снегот и понатаму стои. Патеката веројатно не била подобра во минатите неколку сезони, со оглед дека и временските услови се погодни, без многу ветар. Почнуваме со Вангели Петруш, тој е првиот надпреварувач од Македонија. Минатата година победник овде беше романецот Петрика Ходжиу и го нема овој пат во списокот со учесници. Тој беше прилично доминантен и во двете трки, на првата и на втората, победи со убедлива разлика, како што го направи тоа и Ведрана Малец од Хрватска. Таа ќе трча и оваа година, а во машка конкуренција ќе се обидат некои од останатите да стигнат до приматот. Ставре Јада, се разбира, е еден од оние со повисок рейтинг. Пред почетокот на трката, тој доаѓа со трет рейтинг на физ точки зад Страхиња Ерич од Босна и Херцеговина и Хамза Дурсун од Турција. Петар Чанговски исто така многу млад надпреварувач, 15 години. Ова е спорт кој што бара да се посветат оние кои ќе се фатат со него уште многу млади, ако веќе се занимаваат професионално. Ѓорѓе Пауновиќ од Србија е следен на стартот. И тој 15 годишен, 311 точки е неговиот рейтинг, 311,7. Ке видиме, се разбира, има овде класи и слоеви на квалитет. Ке видиме како ќе се носат помладите македонски надпреварувачи, како Чанговски, например, Дејвид Величковски, кој ќе видиме подоцна, со оваа конкуренција, со своите врсници, горе-долу една година плюс-минус, а потоа ќе зборуваме и за најквалитетните. Иван Ранков од Бугарија, 16 годишен, 233 точки е солидно за таа возраст. Тој е со стартен број 25. Димитар Ранков со број 26 треба да е, двајцата со истото презиме. Имаше овде доста квалитетен настап и убедлив на неколку бугарски, на повеќе бугарски надпреварувачи низ годините, победувале. Тука беше Мартин Пенчев во 2018-та, претходно Веселин Цинзов неколку пати триумфираше на Мавровскиот меморијал. А ова е еден повозрасен, стартува меѓу помладите, 25 годишниот Адам Буки од Унгарија. Тој е единствениот надпреварувач од оваа земја. Ги има 26 од 9 земји, 5 македонци, 7 најмногу од Бугарија, 4 се од Босна и Херцеговина, по 2 Турција, Грција и од Аргентина. Еден Србин,
Црногорец и унгарецот Буки. Еве го Дејвид Величковски со стартниот број 29, 16 годишен, 194 точки е неговиот рейтинг. Се разбира, корона кризата, периодот со многу рестрикции и овде влијаеше, како и во остатокот од спортот, како и во остатокот од општеството, се разбира, од светот. Па надпреварувачите не се на некој оптимум и нема премногу можности за да влезат во форма. Дел од македонските тркачи има надпревари пред овој Мавровски меморијал во Србија. Таков е, например, Величковски, кој што го видовме пред малку, заврши 2 пати 24-то место во Сјеница. А не е таков случајот со Андонаки Костовски со стартен број 31. Ова е практично негово прво појавување на снегот за крос-кантри трка во сезоната 2020-2021. Надпреварувачите стартуваат со временска дистанца од 30 секунди меѓу нив, така што тие што се поквалитетните секогаш се, нели, секој нареден би требало да е поквалитетен, односно ако ништо повеќе има повисок рейтинг според ФИС, и затоа доаѓа до згуснување, зближување на патеката. Тој што е подобар од позадина треба кога тогаш да го стигне, така вели теоријата и логиката, но секогаш се случуваат и изненадувања. Милош Стевич со број 33, еден од четворицата надпреварувачи од Босна и Херцеговина. По него треба да го видиме Крешимир Црнковиќ, еден исклучително квалитетен тркач кој што има доста добри резултати, повеќе во минатите години отколку во последнава. Крешимир Црнковиќ се надпреварува и на трки од повисок ранг, не само овој Балкан куп, оние континентални купови кои што се одржуваат како Балкан куп, Алпен куп во Скандинавија исто така. Тој се надпреварувал и на ФИС трки, има завидни резултати, ќе представува една од заканите овде, а Матео Лоренцо Саума е со стартен број 35. Дарко Крстевски, веројатно вториот по квалитет македонски тркач, 2002 година е роден, 148 точки е неговиот рейтинг овде во Маврово. И тој нема некоја трка пред Мавровскиот меморијал оваа година. Минатата се пласира на 25-тото место на првата трка, на 29-тото на втората со 214, односно 240 точки, и сега е во нешто подобар ритам ако се суди по рейтингот кој што го има. Ангелос Антонијадис, грчки надпреварувач, роден 2003 година. Ке забележите, повеќето се млади, родени под 2000-та година, значи под 20 години претежно. Дури и оние што се поискусни, кои ќе се замешаат во борбата за првите 3 места, и тие се околу 20 години.
Ова е спорт кој бара сериозни напори и младите луѓе уште од тинејџерски години го фаќаат тој стил на живот. Даниел Пешков од Бугарија. Со стартен број 40, изгледате веќе го поминува Ѓорѓе Пауновиќ од Србија, беше тоа покрај него. Уште еден грчки надпреварувач, Јоргос Анастасијадис, 16 годишен и веројатно најталентиран и најуспешен на својата возраст од сите негови врсници овде, 108 точки. Добро напредува грчкиот надпреварувач Стефан Анич од Босна и Херцеговина, 23 годишен. И сега влегуваме полека во првата десетка од надпреварувачите. Полека ќе излегуваат на патеката и оние кои се кандидати за првите 3 места, а гледате како полека се затекнуваат оние кои почна први и оние кои сега стартуваат. Патеката Мирна долина е 2,5 километра, само да го проследиме Франко Далфара, вториот аргентинец на стартот. 20 годишен, 103 точки, исто така солиден надпреварувач. Велам 2500 метри е должината на патеката Мирна долина, ќе свртат 4 круга мажите околу неја за да исполнат 10 километри, слободен стил. Тодор Малчов од Бугарија стартуваше. Минатата година во Маврово заврши на 5-тото место Малчов и тоа е неговата најдобра трка во кариерата се уште, со 74,5 точки испоени, како повеќе сакате. Александар Огњанов веднаш по него, со народникот. Кажав, има најмногу бугарски надпреварувачи, дури се думина. Огњанов е 18 годишен, 92 точки е неговиот рейтинг. За оние кои можеби помалку ги следат скијачките надпреварувања, тие физ точки или физ поени се начин на вреднување на резултатите без разлика на тоа колку квалитетна е трката. Нели, времето е релативна работа, условите на патеката се релативна работа, но тие точки се вреднување на резултатите и на некој начин воспоставување на рейтинг и на надпреварувачите и на самата трка. Така што колку пониски се тоа значи, толку поквалитетни се надпреварувачите и трката. Милош Чолич од Босна и Херцеговина, и тој се надпреваруваше овде и минатата година. А сега ќе видиме и двајца турски сосема квалитетни надпреварувачи кои легитимно имаат право да се надеваат за првите 3 позиции. Омер Ајџичек е првиот. 25 годишен, една година постар од него е Хамза Дурсун, кој ќе го видиме веднаш по Ставре Јада. Еве го најдобриот македонски нордиец. Сите надежи се вперени во него дека ќе стигнеме конечно до победа на трката од 10 километри овде во Маврово. На 5 километри, уште кога возеа мажите 5 километри, има победа уште во 2010, ако не се лажам, Дарко Дамјановски, но мажите трчаат сега само на 10 километри. Најдобриот пласман на Ставре Јада беше 4-тото место минатата година. Една извонредна трка. Велам, имаше тој и второ место, например, во 2018, но она што го зборував, квалитетот на трката, рангот бил тогаш понизок. Тоа 4-то место од минатата година значеше повеќе во смисла на физ поените кои ги добива и времето кое го извоза во оваа конкуренција. Ставре Јада веднаш напредува и го поминува
аргентинецот Саума. Одлични услови за трка, нема што. Од минатите години се мачеа организаторите со ветрови, со количината на снегот, но оваа година се изгледа перфектно за старт за одвивање на трките во Маврово. Хамза Дурсун со стартен број 49, 26 годишен, многу блиску до рейтингот на Ставре Јада. Македонскиот надпреварувач има 67 точки до почетокот на Мавровскиот меморијал, а турчинот Дурсун има 66. И ми се чини дека на стартот треба да се појави само уште Страхиња Ерич, ако не помина и тој. Тоа би значило дека сите 26 надпреварувачи веќе почнаа и се наоѓаат на патеката. Го следиме Ставре Јада, 9-та година поред настапува на Мавровскиот меморијал, 15-та негова трка. Во 2013-та како 15 годишен почнал, дебитирал со 27, односно 30-то место со некои 260-280 физ точки. И годината потоа некој символичен настап. Веќе секоја наредна се забележува неговиот напредок. И веќе на 22 години, на 23 ке полни во мај, изгледа како да е со години, не знам, деценија во овој спорт, а и така е, а тој има само 23 неполни години. Настапи на Олимписките игри во Пјонгчанг. Александар Грбович со број 30 го видовме, за жал нема мерни точки на средина од или некаде на четвртините од трката за да имаме представа кој е во водство, но вакви директни дуели ќе дадат слика горе-долу како скијаат дел од надпреварувачите. Ставра Јада засега во одлично темпо. Едноставно ова е спорт во кој не можат да се случат изненадувања на кои што може би сме навикнале во популарните или по-комерцијалните, условно да речам, екипни спортови, кога некоја помала екипа лесно може да, ајде не лесно, но може да се случи да изненади гигант или да победи или да одигра нерешено, зависи во кој спорт. Но овде во крос-кантри е апсолутно тешко, бидејќи не постојат случајности, не постојат реквизити, само вие, телото и снегот. И овде се зависи од кондицијата, од подготвеноста, од капацитетот на белите дробови, од такви работи кои што се стекнуваат со тренинг, а не некои срекни околности, да речам, за време на надпреварот. И од тука се тие видни квалитетни разлики кога Ставра Јада, например, еве сега го помина Александар Грбович. Го комплетира кругот најдобриот македонски крос-кантри скијач. Ке подсетам минатата година дека веќе спомнав дека победи романецот Петрика Хоџиу за споредба неговото време на првата трка беше 23 минути 8 секунди 3 десетинки, на втората трка 23 минути 23 секунди, нешто побавно. За победата доби 54,4 точки, односно 56 во втората. И тоа е рейтингот на трката, нели се суди по тоа какво време и каков успех остварил победникот.
оваа година повеќе кандидати за победата, меѓу нив Страхиња Ерич од Босна и Херцеговина, кој минатата година заврши на втората позиција, втората и четвртата. Тука и хрватот се разбира Крešimir Crnković. Камерата го фати Дарко Крстевски со број 36. Годишен, нема и тој, слично како и Ставре Јада, оваа сезона нема надпревари на снег. Последните регистрирани резултати му се во ролер ски надпреварите. Знаеме дека на овие спортисти, кога е летно време и кога нема снег, едноставно не може да седат дома и да ја губат формата, туку тоа ја одржуваат и го надоместуваат тоа со ролер ски трки. На суво се разбира, и тоа се некои по изгледни резултати кои што ги имаат нашите надпреварувачи, и Ставре Јада и Дарко Крстевски во Скопје, во Србија, на Златибор, во Крушево во месец август. Се разбира дека на сите им влијаеше и се уште им влијае периодот со пандемија во кој што функционираме, меѓутоа се пожали и селекторот на македонските репрезентативци Јоко Диневски дека спречени биле да ги одржат и подготовките онака како што го правија тоа и во минатото. Например, имаше редовно подготовки во Љубљана. Ставре Јада секој декември оваа година изостана тоа. Едноставно остана во Крушево и велам се пожалија. Тие се малку поинакви подготовки со детални анализи и мерки на капацитетот на телото, на перформансите, а тие остана во Крушево и малку не во најдобра форма. Ставре, дури бидејќи ова му е, и како и на некои други наши надпреварувачи, ова му е прво излегување на снег на крос-кантри трка, се очекува допрва да ја стигнува тој оптималната форма. Некаде февруари, втората половина, можеби почетокот на март, а ќе настапува на доста надпреварувања од меѓународен висок ранг. Александар Грбовиќ е со број 30, меѓутоа ќе биде наскоро стигнат од Тодор Малчов. Го видовме со број 44 зад него. И минатата година Ставре Јада исто така дојде во Маврово на меморијалот, кој тогаш се одржа малку подоцна, во крајот, последните денови на февруари, но дојде како прва негова ски крос-кантри трка, иако тогаш имаше настапи на биатлонски надпревари низ Европа, од Италија, се сеќавам, дојдоа во Маврово и забележа еден сериозен напредок во тој спорт. Неговата предност, нели, трчањето му даде доста добри шанси да се покаже и во биатлон, и оваа година планот е да настапи на неколку трки во февруари. На планот на агендата на 10 февруари е Ибу Куп во биатлон во Словенија. Потоа
во Босна и Херцеговина во двориште од 19 до 21 февруари, каде што трчаше и минатата година веднаш после Мавровскиот меморијал и таму оствари подобри резултати отколку на Мавровскиот меморијал, што е уште еден показател дека формата видно расте и потребни се надпревари за таа да се развива. Например, Ставре минатата година имаше 4-то и 8-мо место во Маврово со 72 точки на подобрата трка, втората нешто послаба, поскромна 113, а веднаш потоа во дворишта во Босна и Херцеговина две стабилни трки со 83, односно 88 физ точки. И потоа беше прекината сезоната, како и во сите спортови. Полека ќе почнат и да привршуваат делот надпреварувачите. Со број 40 го видовме Даниел Пешков од Бугарија. Еве го во позадина и Ставре Јада, штом е толку блиску до надпреварувачот со број 40, значи има многу подсилно темпо од него. Подсетувам дека стартуваат со временски распон од 30 секунди на почетокот, а гледате дека Ставре ги надоместил. А сепак не, ова е со број 36 Дарко Крстевски и бил престигнат од бугаринот Пешков. Ево го Крстевски, зад него стартуваше и Марио Матијаканов и тој успел да го престигне, значи разликата меѓу нив е некои 30 на секунди. Крешимир Црнковиќ е на графиката. Тоа е оној надпреварувач со шаховница на левата нога, со одлично темпо. 23:45.5 е времето на Иван Ранков од Бугарија. Тој е еден од првите кои ја завршија трката. Јоргос Анастасијадис од Грција, веднаш зад него аргентинецот Франко Далфара. И потоа еден бугарски надпреварувач во позадина, тоа е Александар Огњанов со број 45. Го престигнал својот сонародник Тодор Малчов. Не сме го забележале Ставре Јада, одамна го нема фатено камерата, тој има стартен број 48. Омер Ајджичек од Турција е ова, со видно побавно, односно Ајджичек е со број 47, видно побрз од Стефан Анич. Грабовиќ го видовме неколку пати во преносот, тој ќе има еден скромен резултат, нешто под 24 минути 23:50. Милош Стевич со далеку подобро време, забележувате повеќе од една минута. Ова е извонреден резултат, но повторно не може да се направи проста споредба со минатата година. Различни се условите, различни се многу работи. Ѓорѓе Пауновиќ е далеку под ова ниво, 26 минути. И веќе близу да почне 27-та.
Девид Величковски. Тој ја ситни 26-та минута. Беше 30 уф, ова е незгодно. Сега ја загуби позицијата, го имаше, иако временски пак ќе биде подобар од надпреварувачот кој што го престигна во моментов Кристијан Божилов, а со број 31 Андонаки Костовски веднаш понив ја мина целта. Си го расипа малку време за Девид Величковски, но подобро е од, ако ништо повеќе од тој надпреварувач до него, Божилов. Петар Чанговски. Значи, победничкото време ќе биде тука некаде 20 и ситно. Даниел Пешков од Бугарија, 21 минута и одбројува. Подсетувам, минатата година 23 минути, а сега многу побрза трка. Сето тоа го прават добрите услови. Се очекува, како што реков, да напредува формата на македонските надпреварувачи, ќе се упатат по Маврово во Босна и Херцеговина во двориште. Потоа Ставра Јада го очекува светско нордиско во Оберсдорф на 22 февруари, од 22 до 7 март ќе се одржува тоа, а во исто време речиси е светското јуниорско во биатлон од 24 февруари во Обертилах, Австрија, па ќе ги изменаџираат и двата настана и ќе успее Ставра да настапи и таму и таму. Крстески доаѓа до целта, штета што не можеме да го видиме неговото време. Дарко Крстески ја завршува трката. Слушаме и како се бодрат надпреварувачите. За оној кој што не го пробал овој спорт, веројатно фасцинантно ќе делува колку многу значи оваа поддршка од покрај патеката. Впрочем, некој што малку се обидел да трча, не знам, макар аматерски маратон, полумаратон, знае какво прилика е тоа, е само на снег и нешто потешко. Е ова што го гледаме. Со стартен број 45, Александар Огњанов. Добра трка за него, ако се земе предвид дека го остави зад себе аргентинецот Далфара. Ова се двајца грчки надпреварувачи, оној поквалитетниот е со број 41 Анастасијадис, а многу блиску зад нив Тодор Малчов со резултат кој што го вмешува во највисокиот пласман. Омер Ајджичек. и 5 години има тој, неговиот сонародник Хамза Дурсун 26. И ги очекуваме да пристигнат на целта и Стеве го Ставра Јада. Само го гледаме зад него и Страхиња Ерич, ако добро видов, што значи дека имам послабо време од него. Така е, и тоа баја ги затоа што Ерич е со 2 стартни броја под Ставра Јада, што значи стартувал 1 минута по него. А еве во овој момент успеа да го стигне. Имаше добро темпо Јада во почетокот,
но го губи и тоа ќе значи послаб пласман. Хамза Дурсун. Еве го Ерич, еве го и Јада, влегува во овој незгоден свиок на стартната рамнина, на целната рамнина, пардон. И во овој момент завршува трката за нив двајца, ќе се почекаат на целта сите надпреварувачи за да се сумираат подоцна резултатите. Еве го Милош Чолич, тој има послаб резултат од двајцата кои ги видовме претходно, Јада и Ерич. Фото. А минатата година заврши на втората позиција, подсетувам, Милош Чолич. И тој е 22 годишен. Во очекување сме на конечните резултати. Пад на темпото на Ставре Јада во вториот дел од трката, кој што го стави некаде зад Страхиња Ерич и веројатно еве го на седмата позиција. Крешимир Црнковиќ прво место, 20 минути 7 секунди убедливо пред Страхиња Ерич на второто. Хамза Дурсун е третопласиран, Ајџичек и понатаму до Ставра Јада на седмата позиција. Дарко Крстевски е следниот македонски надпреварувач на 18-тата. Еве ги до 27-та останатите Костовски, Величковски, Чанговски и Петруш. Почитувани гледачи, по мала пауза ќе се вратиме и назад со женската трка.